Добро вечер. Вечера во отвореното студио и во така наречениот граѓански форум на контакти со вас и нашите гости, видуваме една тема која нас сите не третира, не задолжува, не предизвикува со различни дилеми. Дали и на каков начин вредат огромните суми инвестирани во македонскиот аграр. Најмалку 500 до 600 милиони евра се субвенциите кои во изминативе 10 години се дадени во аграрот, од кои 7 до 8 години беа менаџирани од страна на претходната власт на Никола Груевски, кога важеше правилото 10% за да можеш да реализираш дел од очекуваните субвенции. За оваа година од буџетот се предвидени над 120 милиони евра, што ми се чини дека се доближува до една од најобимните финансиски фондови, кои по моја лична проценка близко до капиталната вредност на Македонската банка за обнова и развој. Мој вечерашен гостин е Никола Бабовски, директор на Агенцијата за стимулирање на аграрот и неговото субвенционирање. Не го кажам во негова комплетна формулација, но на Бабовски му велам добро вечер и благодарам што дојдете време. Господине Бабовски, кои се ефектите, например, од последниот налет на субвенционирањето од оваа влада на Заев, наспроти детекцијата дека и покрај тоа што одлеваме или донираме или субвенционираме огромни средства во аграрот, нас резултатите ни се во вулгарна смисла се уште 2,5 пати повеќе увезуваме од што извезуваме или произведуваме храна и други производи за домашните потреби. Па вака, прво, добро вечер вам, добро вечер на гледачите. Точно рековте дека аграрот е една од оние стопански грањки кои што државата воопшто и владата на Северна Република Македонија и агенцијата се трудиме да, она што рековте вие, која е разликата, да навремено, редовно ги добиваат субвенциите во она време кога што на нашите фармери, на нашите земјоделци, тие им се најпотребни за да би можеле на тој начин да видиме оние бенефити кои што ги носи субвенционирањето. Да, се уште постои јазот меѓу увозот и извозот, меѓутоа тука не смееме да заборавиме и одредени правила кои што се однесуваат на Светската трговска организација, каде што нашата држава е членка, така да бариера или рампа да поставиме на увозот не можеме, меѓутоа токму преку субвенционирањето, односно преку годишната национална програма која се состои од 3 дела каде што спаѓаат директните плаќања, руралниот развој и програмата за рибарство и аквакултура, ние се трудиме навистина да полека македонското земјоделство, македонскиот аграр го тргнеме од тона зачмаеност каде што на времето, знаеме, 2 дена пред избори се исплаќа и по 40 милиони евра. Не би ви препорачал тоа да го правите на овие следни председателски па очекувани парламентарни избори, зашто мислам дека за разлика од претходниот период сега е нарасната и критичката свест и критичкото обсервирање на таквите потеси. Господине Бабовски, пред да разговараме за некакви детали околу субвенционирањето, еден дел од обемните средства што се издвојува се за рурален развој. Ја памтам Словенија и нивниот концепт во кој секое село е максимално уредено, во која филозофијата беше напред хортикултура и домување, позади селски дворови, уште попозади одлично одработени посеви. Дали имате впечат дека ние заборавивме на патишта, на достапност, на водоснабдување, на оние елементи кои го прават животот одржлив и особено на културата на живење во селото?
Да, во самата програма за рурален развој веќе ние почнавме тоа да го применуваме од прошлата година, трендот продолжува и оваа година. Едни од главните измени беа токму во тоа поддржување на тие услови за подобар живот во руралните средини, каде што имаме поголем број на мерки и каде што една од оние мерки кои што навистина носат подобар живот и инвестиција во тие рурални средини е и мерката Млад земјоделец, која што од оваа година финансиската поддршка е зголемена дупло, односно до сега таа беше 10.000 евра, а од оваа година изнесува 20.000 евра на младите земјоделци до 40 години и она што беше можеби во изминатиот период како една најголема пречка во реализација на оваа мерка и на оваа програма беше тоа што постоеше од поранешната влада една законска пречка или едно законско ограничување да младите земјоделци, младите фармери, нивната регистрација во единствениот регистар на земјоделски стопанства да не биде постар од 18 месеци. Ние веќе работиме и ја тргаме за таа законска пречка да можеме да овозможиме подеднаков пристап на сите млади луѓе кои што сакаат да останат токму во овие рурални средини, а од друга страна преку оние мерки кои што ги имаме предвидено за општините, каде што опфаќа урбано уредување на селските средини, пат до тие средини, одреден културен живот во тие средини. Ние тие мерки ги поддржуваме, а исто така во фаза сме во овој момент на акредитација, веќе националната акредитација имаме добиено за мерката рурална јавна инфраструктура, мерка која што исто така, како и други три мерки, ќе биде финансирана од Европската Унија. Односно, очекуваме во наредниот период општините, токму за да ја подобрат ова инфраструктура, да се подобрат условите за живење во овие наши средини, да преку оваа мерка искористат европски пари и тоа ќе биде единствена мерка во склоп на ИПАРД програмата, каде што повратот на инвестициите или поддршката која што ќе ја даваме ќе изнесува 100% од оние средства кои што се потребни. Зошто ние не сме доволно оспособени за апликација пред фондовите, вклучувајќи и ИПАРД, заради тоа што знам дека бугарите и хрватите направија уште при преговорите огромни консултантски куќи кои ги подготвува моделите за апликација, ги остручува и фирмите и персоналните апликанти за такви сложени процеси. Моментално, да бидам искрен, ова земајќи ги во предвид податоците со кои ние како агенција располагаме, кои што се достапни, бидејќи агенцијата работи во овој период, кога сум јас на нејзино чело, работи сосема транспарентно. Значи, точно во минатиот период искористеноста на овие ИПАР средства беше мошне мала, негде 17%, односно од некои 120 милиони евра кои што беа на располагање на Република Македонија, беа во програмскиот ИПАРД 1, така наречен програмски период 2007-2013, беа искористени само 16 милиони евра во сите три програми. Ние само со еден повик во 2017, кој што беше првиот повик во ИПАРД 2 програмата, која е во периодот 2014-2020, веќе имаме вклучено 953 договори во висина од 22,4 милиони евра, од кои веќе преку 170 проекти се исплатени и вратени се 3 милиони евра назад. Имаме пристигнато преку 700 апликации за реализирани проекти кои во наредниот период ќе бидат исплатени. Имате ли некаква статистичка веродостојност да ни кажете, например, дека откако се субвенционирани зголемено е чувањето на крави? Дека се зголемени стадата за овци, дека се зголемени површините за тутоно производство и така натаму. Да, еве да почнеме од последното тутоно производство, точно зголемени се површините оваа година за производство на тутун, а тоа се должи на новиот начин на субвенционирање на тутунот кој е поделено во три класи. Прва класа која се субвенционира со 80 денари од килограм, втора класа со 70, трета класа и останатите класи кои што се субвенционираат со 60 денари од килограм. Така да 80 денари практично е 1/3 од
откупната цена. Па да, годинава просечната откупна цена достигна 214 денари по килограм, лани беше рекордна 217 денари по килограм. Јас имам тука едно многу просто прашање. Зошто ние би требало да го финансираме тутуно производството, кое е прилично атрактивна се уште дисциплина и производство, во услови кога откупувачите на тутуно производството, главно се 60% странци, им нудиме готов производ во кој ние преку буџетот финансираме за нивниот профит. Каде е тоа логиката во која добиваме повратни ефекти? Профитот е кај земјоделците пред се, односно тутунопроизводителите, бидејќи тутунот, како што знаете и вие и гледачите, е наша стратешка култура, односно бил и е и во овој момент, а и во наредниот период ќе биде една од оние култури или од оние производи на Република Северна Македонија кои што го носат еден од поголемите девизни приливи во државата. Значи, заради тоа, бенефитот е повеќе кратен, бидејќи на овој начин се зголемува и бруто домашниот производ и со тоа нормално го зголемуваме и стандардот на живење. Бидејќи ако не била толку атрактивна, поготово јас зборувам значи за овие 2 години каде што цената, како што кажа Флани, е на рекордно високо ниво, измените кои што се направени во законот за тутун, задолжувањето на откупувачите да мораат тутунот да го исплатат, а не да не се случува како она што не се случи во лозарството со винариите кои што не ги исплатија, него има исплатено грозието од реколтата 14, 15, 16. Вакво нешто не дозволивме во тутунот, а тој принцип го применивме и во лозарството овие години. Сите оние откупувачи кои беа во винскиот регистар, кои беа регистрирани за откуп на грозје, сите го извршија откупот и нема ни еден производител, ни еден килограм на грозје кое што е предадено кај откупувачите, а да не е исплатено во овој период. Имам 2 винари на кои ние Затоа зборувам, тоа беше она што беше во изминатиот. Субвенционираме нивниот профит. Не, зашто ја мислам дека тие сите имаат хипотеки кај банките и упорно на моите согорници им велам, замислете банките да им ги простат хипотеките како добар гест, како што ние ги преземаме обврските нивни кон не обврските на овие откупувачи кои што не го исплатиле грозјето за тие реколти остануваат со тоа што државата во овој момент бери гајле или се грижи за лозарите, за директните производители кои без своја вина, по вина на некој друг, во тој момент кој им дозволил да откупуваат грозја, а не се во регистарот, се оштетени со тоа што обврската на винариите према лозарите постои, е активна и во онај момент кога тие, а дел од ними гледаме една од тие винарски визби го сервисира својот долг, меѓутоа не со она посакувано темпо кој што ние како држава нормално и лозарите би сакале да биде, во тој сегмент ние внимаваме да во онај момент кога ќе почне да си ги подмируваат преостанатиот дел од долговите, тие пари повторно да се вратат во агенцијата, односно преку агенцијата се вратат во буџетот на Република Македонија. Во тој случај немаме кредитирање на некој кој што не заслужил да биде кредитиран. Добро, прифаќам дел од вашите добри намери, иако по логиката на инвестирањето прилично деликатни се таквите упади, да речем. Никола Бабовски е гостин на еден телевизија, еден од најкомпетентните и ја би рекол еден од најбогатите менаџери со финансирање на преку 120 и кусур милиони субвенции кои државата ги издвои, оваа влада ќе ги издвои оваа година за аграрот. Пред да ве вклучам вас, да го допрашате, да си го кажете својот греф и гнев, само уште да го прашам. Нема големи производства, нема фармерско производство. Ако не направиме, вие го употребивте денеска консолидација на аграрот. Да. Ние во моје време учевме арондација и комасација, окрупнување, мегите да се урнат и така натаму. Што правиме? Јас сум фрапиран од тоа што го видов во Бугарија, на северот од Бугарија околу Русе, во кои се направени за 10 години, откако Бугарија е членка на Европска унија, огромни, ама огромни непрегледани посеви во кои се користи агротехничка механизација
еден, да речем условно, комбајн и еден трактор на илјадници хектари, што во основа го елиминира нашиот, да речем, неподготвен дел да се обединиме на начин на кој би направиле поефикасно стопанисување со производството и бербите. Значи, една од оние работи кои што како држава мораме да ги направиме, токму е тоа консолидација на земјоделското земјиште, бидејќи досега не постоеше реален земјоделски катастар. По прв пат ова година дури успеавме со авионско снимање да ги воведеме во катастар и пасиштата на Република Македонија, кој што се услов за утре да пристапиме кон субвенционирање од Европската Унија. Еден од можните начини на оваа консолидација е токму и преку здружувањето. Значи, ние активно ги поддржуваме оние мерки кои што се однесуваат на формирање на задруги. Не оние задруги, можеби некој кој што ги памти од колективот, не, него еден класичен тип на здружување и на средствата, односно капиталот, и на механизацијата, и на земјиштето во земјоделскиот сектор. Така да со самиот закон за ваков тип на здружување кај земјоделците ние поттикнуваме да тие навистина со тој начин не само да го поевтинат производството, бидејќи би кои користеле таа механизација, би биле формирани блокови каде што би се вршела многу полесно самата обработка, меѓутоа на тој начин тие би да ја диктирале и цената на пазарот на својот производ, бидејќи вие поединец ако настапите како поединец на пазарот, многу потешко е да достигнете она цена која што вам ви одговара, односно која би ги покрила трошоците и би оставила дел на добивка или заработувачка, а ако настапите заедно преку овие здруженија на земјоделци, тогаш сигурно дека многу полесно може да се дојде и до посакуваната продажна цена на вашиот производ. Еве, од овој момент, мислам дека и пред тоа се беа вклучени телефоните. Јас сум подготвен да го прифатам диалогот со вас и со мојот вечерашен гостин Никола Бабовски. Ако има гледач, можете веднаш да го вклучите, ако не да продолжам со разговорот. Добро вечер. Добро вечер. Добро вечер, повелете. Се уваме, поздрав до емисијата, поздрав и до гостинот. Да прашаме, сакаме за субвенции за пчеларството. Се уште немаме добиено за 2018. Ако може гостинот да ни објасни. Да ни одговори. Добро. И на вас и на тој што ви сугерира како да го формулирате прашањето. Еве одговор. Значи, агенцијата работи со редена методологија, односно според годишен план, кој, како што реков на почетокот, се трудиме, барем во овие 2 години и веќе успеавме во тоа, да земјоделците ги добиваат во право време и субвенциите. Да, моментално ги работиме сите основни мерки и една од наредните исплати, за кои што веќе при крај со обработката на предметите, е токму и пчеларството. Пчеларството станува една атрактивна. Лично атрактивна и за домашни услови, и мислам и во европските... И доста е доходовна. И доста е доходовна, да. Така да, ако вашиот гледач е задоволен, за скоро време да очекува, бидејќи сите оние кои што, а мојот телефон е достапен 24 часа, иако е приватен број, сите знаат дека она што сум го рекол во однос на исплатите и сум го испочитувал во цел овој период на година и 8 месеци, како што сум начело на оваа институција. Ке частите една ракија кој ќе ги добиете субвенциите, почитуван гледачу. Јас се надевам дека Бабос ќе го одржи зборот околу пчеларството. Следниот наш гледач. Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Како сте, добри? Добри, вие како сте? Добри, да речеме вака. А почитувано господин, нека каже субвенциите кога ќе ги земеме. Збори дека лани и ваа година дека субвенциите се многу поголеми. Меѓутоа, ни денар нема субвенции земено. Зашто? Околу 2000 евра субвенции, за внимание, ни денар не сме земено. Чекайте, само еден момент, слушайте ме. Зашто немате земено субвенции? Па немам за земјоделието, немам за сточарство, немам за живинарство, немам ништо. Еве реакција не е вистина. Зашто они у земјоделието зимат ги субвенциите како тековната година, нели, унапред. А додека ние година и пол ги чекаме субвенциите.
Година и пол ги чекаме. Значи тия субвенции са за 2018 година. А додека за 2019 ги нема. И кой знае дали до юли месец ќе ги добиеме. Чекай, само един момент. Дали за 2018 сте ги добили парите? Не сме. Добро. А за 2019 очекувате? Доправа. Да, очекуваме. Добро. За 2018 за кои од овие три дејности за кои се изјасните дека ги работите, за сточарство, за земјоделие, зашто не сте добиле? Па за ништо немаме добиено. Има пуштено неколку раци пуштени преку 20-30 луѓе. Кој земале по 1000 динара, кој по 5000, кој по 10, а додека за другите ги нема субвенциите. А од каде се јавувате? Од Штип. Добро, благодарам. Одговор. Одмah, значи да одговориме, апсолутно не држи ова што го кажа нашиот ценет гледач. Сигурно, значи, кај негова е поединечен случај, тоа можам да го тврдам, и тоа одговорно, бидејќи до овој момент, до денес, откако почна реализација на програмата, односно откако се усвоија програмите, во овие 3 недели ние како агенција имаме исплатено 72.000 субјекти во Република Македонија и исплатени се преку 35 милиони евра. Односно, исплатени имаме, значи, субвенции за лозови насади, грла, обележени грла на говеда, несилки, грла овци, кози, поледелските култури, одгледувачите на заклани грла говеда во регистрирани кланици и градинарското производство. Така да, како што кажа пред малку, ќе продолжиме со овоштарското производство, со пчеларството, да основните мерки се исплатат. Да, можеби има вакви поединечни случаеви, најчесто се тоа луѓе кај кои што има одредени отстапувања при контрола на терен, бидејќи ние секоја година вршиме 7,5% од пристигнатите апликации се врши контрола, тоа е над европскиот просек кој е 5,5, и на тој начин оние наши апликанти кои што се предмет на контрола, откако ќе се изврши контролата, ќе се исплатат редовните субвенции, после тоа откако ќе се одработат контролите. Во колку случаи во апсолутен износ? Да. И во вредносен аспект имате на оден начин регистрирани злоупотреби. Вака. Она што најмногу сигурно и вас, претпоставам и гледачите, интересира, значи тоа се колкави парични средства се заштедени на буџетот на Република Македонија, на граѓаните на Република Македонија со спроведувањето на овие контроли. Одма ќе ви кажам, од 1,6 до 2 милиони евра е годишната заштеда и откривање на злоупотреби при поднесувањето на барање на субвенции. Кои се моделите на злоупотреби? Па, искрено да кажам, многу е мал бројот од искуство, значи од статистика кај нас што го имаме, да доаѓа до намерна злоупотреба. Најчесто се поради недоволна информираност, незнаење, одреден превид кој што се направил при самото аплицирање, и законот, да бидеме јасни, дозволува одредени разлики да се најдат. Така да во сточарското производство тоа е 20% од декларираното, а додека во растителното производство е до 30% од декларираното во единственото барање кое што го поднесуваат фармерите. Со тоа што во овој процент, значи до 20, односно до 30%, не се врши исклучување од субвенционирање, него се врши намалување за таа разлика по методологија која што е во агенцијата. А сите оние кои што имаат над 20, односно над 30% отстапување, каде што веќе се гледа намера за злоупотреба, тие биват исклучени од 1 до 4 години од субвенционирање во зависност од тоа колкаво е тоа отстапување. Добро вечер, Никола Бабовски ви стои на располагање за оние кои не си легнале земјоделци, кои инаку стануваат рано наутро и инаку... Не е точно тоа. Да, повелете, извинете. А не е точно, што не е точно? Ало? Да, повелете. Па тоа што го кажа господин не е точно. Добро. Во кој сегмент не е точно? Вика се зголемува на крави, на овци. Да. Од и каде во селото има се 180 говеда, а сега нема едно говедо.
Па сега Дали може да го говеда да ви купиме или немате доволно? А што сте им направили на 180 говеда? Како може да се зголемува? И овека околијата и казам и овци и се, колку има загинато, а вика се зголемува. Токму за тоа, значи, еве да ви одговорам одма на прашањето, од вчера тече... Ја немам добиено ни 17 ни 18 година субвенции. Еве да ви кажам, значи... Има болни говеда и... Што се однесува до зголемувањето на бројот, ние знаеме дека постојано пред се што се случи со Сид Милк, на која бевме сите сведоци, навистина бројот на грла и говеда и овци е во стагнација, односно во еден пат. Токму заради тоа, годинава во програмата за рурален развој извршивме една голема промена, или една од поголемите промени во цела програма е тоа да се менува моделот на набавка на приплоден добиток, педигриран приплоден добиток, каде што поддршката од 14 милиони денари, ова година е 91 милион денари, значи 900 пати ја зголемивме поддршката и го менавме моделот. Додека порано кога преку ноќ или наполноќ се вршеја аплицирања на одредени личности, бидејќи важеше единствен критериум, важечки беше критериумот прв дојден, прв услужен, ова година со јавен повик на кој што можат да аплицират сите заинтересирани за набавка на високо предигрирани грла, ќе донесат свој бизнис план, ќе се обработат нивните барања, ќе им се овозможи подпишување на договор и финансиска сигурност дека нивната инвестиција 50 до 70% во зависност од тоа дали се работи за апликант кога е жена, млад земјоделец, отежнати услови на стопанисување, средствата ќе бидат сигурни по подпишувањето на договорот, откако ќе завршат инвестицијата, дека ќе имаат поврат. Порано беше наполно ќе аплицирањето, имаше одреден многу мал, велам 14 милиони денари лимит на средства, ценејќи ја ситуацијата во која се наоѓа нашето сточарство, една од покрупните промени е токму и оваа промена за набавка на приплоден добиток и се со цел да се точно вратат и говедата, и овците, и козите. Тоа е само за поединци или за организациите? Можат сите оние субјекти кои што се запишани во единствениот регистар на земјоделски стопанства. Добро вечер за следниот гледач. 30 дена. Добро, од сега? Од вчера, значи до 11 април. Добро вечер за следниот гледач. 22-28 граѓански форум Никола Бабовски го прашувате дали ви стигнале субвенциите, каде да инвестирате, што би било добро да биде стимулирано. Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Добро вечер. Добро вечер, повелете. На линија, јас сум на линија. Да, вие сте на линија. Како се викате, па да знам дека сте вие. Повелете. Би го прашал господино Бабовски, дали знае колку килограми на тутун се произведени во 2018 година? Добро, ова баш ми се бендише квиз прашање. Да, од реколтата 18 откупот е се уште во тек, значи трае до 15 март. По оние податоци кои што ги поседува државниот инспекторат, значи тие се одговорни за следење на процесот на откупот на тутунот, преку 95% од тутунот, скоро 98% беа до некни веќе откупени и исплатени, што е многу битно за производителите на тутун, така да после 15, односно веќе на 16 март, ние ќе имаме точни податоци на тоа која килажа на тутун е откупена. Се до тогаш. Колку ориентационно е планирано? Мислам дека во тој правец... Па негде, јас, пошто работиме со бројки, односно во пари, очекуваме да негде околу 28-29 милиони евра годинава се исплатат за оваа реколта. За колку килограми? За субвенциите, во зависност од тоа колку ќе пристигнат. Добро. Значи, тоа се податоци со кои ние не оперираме. Ние ги добиваме како готови од откупните предпријатија, чим се заврши откуп. Добро, имате право уште на едно вакво провокативно прашање. Не, слободно. Да. Сите прашања се добро дојдени. Да, провокативното прашање следно е, дали треба да му објасни господинот Бабовски претходната влада дека
во Република Македонија во 2008 или 2007 година е склучен договор со Европската Унија и дека субвенциите се дури не се дојди до производство 30 милиони килограми тутун, после тоа нема повеќе субвенции. Тоа треба да му го објасните на земјоделците. Дека, например, да речеме, во 2022 година, ако Македонија произведи 32 милиони килограми тутун, дека повеќе нема субвенции. А субвенциите не се од владата на ВМРО, не се ни од владата на СДСМ. Значи, субвенциите се директна стимулација од Европската Унија. Не, вака сега, токму тука кажавте дека воопшто не ја познавате оваа проблематика. Субвенционирањето на тутунот воопшто во ниедна држава на Европската Унија не оди од европскиот буџет. Знаеме дека е буџетот на Европската Унија, 40% од тој буџет е наменет токму за земјоделие. Со членството на Република Македонија во Европската Унија предвидена е поддршка од околу 280 милиони евра кои дојдат токму за директна поддршка на нашето земјоделие и рурален развој, ама единствено нешто за кое што нема да има субвенција од Европската Унија е тутунот. Тутунот и понатаму ќе остане да биде субвенциониран од домашниот буџет. Ама гледачот има право веднага. Дали тоа значи дека ќе бидеме ограничени? Не, за сега немаме никакво ограничување. За домашно производство до 30 милиони. Не. Немаме ограничување бидејќи пак ќе повторам уште еднаш, тутунот е единствена култура која што од страна на Европската Унија при зачленувањето на Република Македонија во ЕУ нема да биде субвенциониран од буџетот за земјоделие на Европската Унија. Добро вечер. Имате ли уште прашање? Не, фала. Благодарам многу. Добро вечер за следниот гледач. Ало? Да, повелете. Добро вечер. Повелете. Добро вечер. Едно прашање до господинот. Зошто се ускратени субвенциите до лани, до претходните години земав по 15.000 денари за 2 хектари место, сега земам по 10.000 денари. Која култура, господине? Од сончоглед и пченица. За сончоглед и за пченица, па јас одма ќе ви кажам дека што се однесува до производството на сончоглед, тука баш имаме зголемување на субвенциите, односно субвенцијата ќе изнесува 23.160 денари по хектар за сите оние кои што имаат од 5 до 50 хектари и користат сертифициран семенски материјал. Така да не може да биде намалување кога во самата програма имаме зголемување. И токму една од оние тенденции кои што знаете е дел од владината програма е токму да сончогледот и нашата заложба е сончогледот да се врати на нашите ниви, бидејќи друго е ако ние имаме собствено производство на сончоглед, па од тоа добијаме масло и други нус производи, а друго доколку индустријата која што се занимава со ова треба да увезува и да тука само го преработува нашето масло за јадење. Зборо ми е, овој сончоглед го произведуваме за семкарски сончогледови. Па затоа еве да биде за вас провокација, наместо вие мене да ме провоцирате, еве нека биде за вас провокација со ова вака висока субвенција да вие повелете да произведете сончоглед. За индустријско производство? Да. Па, а не за да грицкаме семки? Не. Значи, вистина, 23.160 денари по хектар е навистина една висока поддршка која што државата ја дава, со цел, пак ќе кажам уште еднаш, да сончогледот се врати на нашите ниви. Ние имавме шеќерната репка, па ја изгубивме. Добро вечер. Добро вечер. Ало, добро вечер. Повелете. Добро вечер. Добро вечер. Имам едно прашање до министерот. Да. Фала. Ја лично го сметам дека е банкар, ама не е важно. Повелете, исто е тоа. Добре, повелете. Сега не знам ја дали сум наред. Да, вие сте, ајде повелете. Така, едно прашање до министерот имам. Дали имаме право ние за субвенции да земјиштето го дадеме за пасишта по рурален крај. Ние сме стари, не можеме да работиме, имаме околу 50.000 метри квадратни, беше под шума, селото све си изекало, нема ништо од шума, све е пасиште. Дали ни следува за субвенции?
Вака, доколку сте регистрирани во единствениот регистар или во фарм регистарот, вам, според пријавеното производство и нормално треба тоа да го произведувате, ви следуваат субвенции, доколку не сте во можност и нема кој да го наследи вашето земјоделско стопанство, тогаш без никаков проблем вие тоа можете да го дадете, доколку се работи за ваша лична својина, за ваше земјиште, можете да го дадете во закуп, меѓутоа тој закуп мора да биде преку договор кој ќе биде заверен на нотар и корисникот понатаму на тоа земјиште кој што ќе го обработува, за тоа вам ќе ви плаќа рента, има право на субвенционирање доколку го приложи договорот кој што е склучен со вас. Госпоѓа, ве молам, кажете ми од кое село сте, од кој реон е така со старо население кое... Да, повелете. Ми сме село од Тиквишијата. Добро. И благодарам многу. Добро вечер за следниот гледач. Еден гледач ми искара дека земјоделците рано си легнуваат заради утринските аграрни работи, ама очигледно е дека и јас и вие имате по пола право. Малку се јавувате или недоволно го провоцирам Бабовски да ви даде сервисни информации. Добро вечер. Што се однесува до сервисните информации, значи јас можам одговорно и тврдам дека ни еден граѓанин Република Северна Македонија кој што до ден денес се обратил во агенцијата не е вратен без да добие одговор за неговото прашање. Добро вечер, следниот гледач. Да, ало? Ало, добро вечер. Добро вечер. Добро вечер. Во емисија сум, не? Да, во емисија сте. Се јавувам од Струмица, сакам да го прашам господинот. Немаме добиено субвенции за 2017 година, за 2018 не ги добијали, а за 2017 не. Тоа 2017 е добиено, 2018 не е добиено, значи во 2018 е добиено. Да, ве разбрав. Значи 2017 вие претпоставувам се, вие значи поединичен случај треба да повелите кога сакате во агенција. Еве ќе потрудам да дадам одговор кој што се надевам ќе се задоволи. Повелете во агенција, а доколку е настаната некоја грешка евентуална, бидејќи можда би сте биле и во санкција за едногодишно напред малку што го зборував, а во 2018 сепак сте ги добили, бидејќи во петокот, во еден ден, без никаква селекција, без никакви списоци, исплатени се субвенциите за градинарското производство. Никој од политкомисарите не ви телефонира? Ниту доса, ниту ќе дозволам во наредниот период било кој да ја промени оваа пракса која е воведена уште првиот ден со моето доаѓање во агенција. А чекај, зашто би ги казниле за 2017 да не добијат субвенција? Значи, доколку имале, она пред малку што кажував, отстапувања надвор од законски дозволените, а тие отстапувања се, пример, 30, пошто предпоставам дека се работи за градинарско производство, бидејќи гледачот се ова од Струмица, ако имало отстапување од 33% во однос на декларираната површина, тогаш тие биват исклучени од таквите случаеви од субвенционирање една година. Кога јас учев географија, беше запамтена бројка дека ние сме имале 2 милиона и 200.000 овци. Да. Колку сега имаме? После 50 години. Според вака се, ние користиме значи податоците од регистарот кој што го води Агенцијата за храна и ветерина, според податоците кои што ги добиваме, оттаму бројката се движи негде околу 700.000 грла. Вкупно обележани грла, вкупно, значи тоа зборуваме и старо и младо. Значи во турско и во социјалистичко време немало субвенции. Немало. А сме имале многу овци. Да, сме биле навистина аграрна држава. Тогаш младите наши беа вклучени директно во земјоделието, работеа и остануваја на своите имања. Она што се трудиме сега со оваа програма кој што некои мислат можеби дека е социјална програма, социјална мерка, бидејќи така досега и се практикуваше, да бидам искрен, ние
со сите измени кои што ги направивме и кои што во наредниот период ќе ги правиме, сакаме да биде тоа со она развојна компонента. Значи, за токму тие такви социјални мерки кои што постојат и во Европската унија, не се само кај нас. Не, тоа ми е јасно дека постои. Ние заради тоа оваа година воведовме една исто така од поголемите новини во субвенционирањето е да сите оние земјоделски стопанства кои што се мали земјоделски стопанства до 1 хектар ги поделивме на две групи, од 0,2 хектари до 5 хектари и до 0,5 хектари и од 0,5 хектари до 1 хектар. Нивното субвенционирање е олеснето, кај ними процедурите на апликација се поедноставени, не се подложени на контрола, не мора да декларираат на таа површина што точно ќе произведуваат, единствена обврска им е да ја декларираат површината. И тие што се од 0,2 до 0,5 хектари ќе добијат 6.000 денари субвенција, а тие што се од 0,5 до 1 хектар ќе добијат 12.000 субвенција. Тука спаѓаат, верували или не, 13.000 вакви апликанти. Тоа е една голема бројка за која што државата мора да се грижи. Кој зашто ја за овците? Ако, слободно. Значи, 700.000 имаме. Тоа се некои податоци со кои што ние располагаме. Наспроти 2,2 милиона овци. Во најоптимални услови, кога ние тоа би го достигнале? Тоа значи, или сите дошле во Скопје, во градовите, па ги нема во планините, затоа што денеска знам од некои мои пријатели, кои велат дека најскапата работна сила во овој момент е да бидеш овчар и дека ги нема. Ги нема, точно. Заедно со келнерите, кои се повеќе ги нема, не достигаат во Македонија. Па ние ги субвенционираме и платите за овчарите. Значи, за сите оние кои што си се редовно пријавени, до 10 овчари субвенцијата е до 100%. Над 10 овчари, понатаму скалесто се намалува, 80-60% од платата, токму знаејќи го овој проблем. Значи, ние не сме паднати од гранка. Знаеме, поготово мојата струка, јас цел век сум работел во ова фела, ова ми е фела, дали во производство, дали во образование, дали е сега или порано на одредени позиции, цел век сум во земјоделието. И знам, значи, каде и можам да ги лоцирам ни се проблемите. Добро, Никола... Токму и во овчарството и воопшто сточарството, навистина мораме максимално да се заложиме и како држава, меѓутоа и производителите, да го вратиме сточниот фонд. Никола Бабовски, ви стои на располагање. Добро вечер. Добро вечер. Сакам едно прашање до гостинот. Да, повелете. За субвенциите за 2011 година не ми се исплатени. Нити добив одговор, нити решение дека не ми следува един ништо. 2018 лани, точно пред една година, поднесав приговор или писмо до агенцијата да ми одговорат зашто не ми се исплатени субвенциите. Значи, зборуваме за еден период од 8 години. Да. Точно ние, значи, со превземањето на власта наидовме на еден период каде што имаше и јас лично исплаќав субвенции или од 2012, и 13, 14 и 15 и програма 16. Што правеше претходната власт? Кај ги ставаше парите? Јас ви кажувам, значи... Кај ги мобилизираа парите? Ги дава така кар бланш? Не беа ни исплаќани. Реализација на буџетот 2016, значи зборувам последната година пред промена на власта. Реализација на буџетот во агенцијата за 2016 е 82%. А реализација на буџетот, за последната 2018 е 95%. Па еве разликата одма ќе видите. Добро вечер. Така да, господине, сигурно вие дојде на решението, доколку имате потреба за примерок од тоа решение, слободно дојдете во агенцијата, ќе ни дадете сепак ден-два да го најдеме вашиот предмет и да добиете копија од тоа решение. Апсолутно би стоиме на располагање. Добро, имате уште 5-10 минути, поштувани гледачи, за оние кои се најзаинтересирани. Овој пат свесно ја одбрав на овој начин целната група. Сите живееме помалку или повеќе од селото, за селото, од производството, за храната. Се надевам дека ја надминавме оваа филозофија, ќе добиеме субвенциите, а трчаме во Скопје да купиме стан, дека е многу поважна логиката да се реинвестираат парите во модерно производство,
добро фармерство и така натаму. Дали има уште некој гледач или да го допрашам ја Бабовски? Добро вечер. Добро вечер, поведете. Се јавам млад земјоделец од Битолско. Имам две прашања до директорот. Да. Повелете. Првото прашање, јас имам аплицирано во 2017 како млад земјоделец и сум одобрен, исплатено е се. Зедов трактор. Сега сакам да прашам со ова рок што ќе биде, што го исклучувате од 3 месеци до 18. Да. Дали јас како млад земјоделец имам право повторно да аплицирам? Значи, вие еднаш сте го искористиле правото за аплицирање на оваа мерка и за жал, по оваа мерка немате право да аплицирате, меѓутоа можете да аплицирате на повиците за модернизација на земјоделски стопанства, кои што, еве сега завршија ги обработуваме во ИПАРД програмата, значи тоа е мерка 1 која се однесува токму за вас како млад земјоделец, кој што се надам и натаму е задоволни од оваа поддршка која што ви ја даде државата. Задоволни. Така да повелете во другите мерки кои што ви се на располагање да аплицирате, повеќе значи во мерката млад земјоделец во наредниот повик не би можеле да бидете апликанти. Добро. Дали имате уште нешто да прашате? За семенски материјал за житни култури, дали ќе се исплатат субвенциите? Да, последната исплата беше по површина, така. А за сертифицираниот семенски материјал како дополнителна мерка ќе следи откако ќе ги исплатиме сите основни мерки. Добро, поштовани гледачи, дали има уште некој? Мислам дека треба да ги оставиме нашите аграрци малку да оспијат, иако морам да ви признам дека разбудите и во мене помалку страст да излеземе од оваа црно-бела слика, те Пендаровски, те Давкова, те Мицковските заев. Мислам дека понекогаш забораваме дека и нашите сограѓани на село и во град кои се занимаваат со производство и преработка на храна се многу важен сегмент на создавањето на додатна вредност и приходите во буџетот. Последниот наш гледач, добро вечер. И одговор од Никола Бабовски. Добро вечер. Повелете. Добро вечер. Добро вечер. Добро вечер, повелете. Ме интересира за 2018 ИПАРД 2. Да. Повелете. Кога ќе се исплаќаат субвенциите за луѓето што имаат добиено трактор и механизација? Вака се ИПАРД 2 е инвестициона програма, а субвенциите се нешто друго. Затоа ако прашувате за оние кои што аплицирале на вториот повик, тоа се однесуваше за мерка 3, односно инвестиции во преработувачки капацитети. Имаме 6... Молам, повелете. Ова е ИПАРД 2 за трактори што добија луѓе. Стриктно за трактори. Вака се, за трактори имавме единствен повик во 2017. Да, Сите оние кои што добија договори и ја завршија инвестицијата, а поднесоја барање за исплата, веќе се во обработка, следи контрола кај самите апликанти, односно кај оние кои што веќе ги набавиле тракторот и механизацијата и после тоа следи исплата. Јас, ако добро ме следевте, кажав дека преку 170 веќе реализирани проекти се исплатени во висина од 3 милиони евра, а имаме пристигнато вкупно до денес 770 барања за веќе реализирани инвестиции кои треба административно да се обработат и да одат нормално на контрола, бидејќи ваквите инвестиции знаат добро тие кои користат ИПАРДот, во наредните 5 години се должни да ја чуваат таа инвестиција како добри домаќини, за неа да се грижат, да се користат со неа и не смеат да ја оттуѓуваат. Така да во наредниот период секој ден ние вршиме исплати на веќе реализираните проекти. Добро. Еве, тоа ми е прв сигнал дека веќе сме при крајот на емисијата. Јас имам две прашања. Да. На волку пари, колку што од буџетот се одвојуваат. На времето имавме земјоделска банка. Во модерните системи на финансирање влегуваат дури и инвестициските фондови кои
баратаат на одреден начин, односно ги сервисираат и ги пласираат овој тип на буџетски субвенции. Да не е време да се размислува за еден значаен фонд банкарски во кој државата ќе има доминантен капитал, во кој меѓу другото може да биде вклучена и Македонската банка за обнова и развој, која ќе ги поедностави. Вас ќе ве стовари и ќе добиеме јасна слика каков е односот, во кој правец треба да се сервисираат идеите и уште поише развојот на аграрот. Да, токму тоа е еден од проблемите со кои што се сретнавме, значи непостојањето на никаква помош или еден вид на гарантен фонд кој што би ги поддржувал токму тие добри идеи, добри проекти, и заради тоа во програмата за рурален развој за оваа година се предвидени близу 4 милиони евра во мерката инвестиции за маркетинг на земјоделските производи, која пред се однесува на поддршка на оние апликанти кои ќе добијат договор во ИПАР програмата, меѓутоа немаат, како што и пред малку вие кажавте, недостаток сеува на средства за да можат таа добра идеја да ја реализираат. Тука токму преку оваа мерка ние ќе им понудиме поддршка на пред се преработувачката индустрија, односно оние идеи и оние апликации кои што се однесуваат на стратешките производи, да не ни се случува она што не се случуваше лани со сливите, со јаболката, значи за токму тој дел од земјоделството, токму тој дел од производството, да можат овие преработувачки капацитети да го прифатат и на крајот да извезуваме готов производ од Македонија кој ќе има и додадена вредност. Токму тука, значи, овие средства се наменети за 100% поддршка на ваквиот тип на инвестиции кои ќе бидат кофинансирани од ИПАР програмата. Бабовски, уште две прашања. Ова може би да речи некој дека е пилот програма, меѓутоа јас мислам дека сигурен сум дека ќе најди на добар одзив кај инвеститорите и ќе помогни вишокот на производи кој што се јавува на нашиот пазар да оди во преработувачките капацитети. Се сеќавам дека Светска банка во неколку наврати, а не знам дали и последнава мисија која сега тоа ќе го реактуализира, а тоа е прашањето на откупни центри за вишокот на земјоделски производи. А второ што сакам да прашам, зошто ние бегаме од ладилници што например во соседна Србија се развиени и пошто Србија е позната со замрзнато овоштие, со овоштија кои и ние ги произведуваме, вклучувајќи и базични јаболкови сокови и така. Во Србија тоа е доста актуелно, производството на вишна, на малина, тоа ги има, значи тие големи ладилници во Србија. Тоа пред малку токму што ви го кажа, значи во оваа мерка за тие преработувачки откупници, преработувачки капацитети, откупни центри, ладилници, калибратори и се пакуварки и се она попратна механизација и машинерија која е потребна, токму за тоа стојат на располагање ИПАР средствата. Ни пропадна агроберзата во Струмица со Тодорич и со Агрокор, иако беше најавена на спектакуларен начин, заради тоа што практично и Тодорич се најде во една деликатна, да речем, банкрот ситуација. Но исто така тоа не значи дека ние самите повторно треба да актуализираме аграрната берза. Апсолутно, значи сепак еден од регулаторите на пазарот сме токму ние, не директно како држава, меѓу тоа преку она што ние ќе го поддржиме во развојната програма на пред се оние кои што вадат, јас пак ќе речам, финален производ од Македонија. Оти кои ќе продавате сировина, ја продавате по една цена. Пример, виното, кога го продавате како наливно вино, вие, ајде ќе речам, нека извинат лозарите, односно винарските визби, го продават по многу ниски цени. А додека, ако вие, а за тоа треба навистина да сте уметни во својата професија, продавате флаширано вино, тогаш цената е каде-каде, сосема друга. И бенефитот се развива тој сплет на цели ланци. Да, па ние даваме навистина во овој дел мали ексклузивни винари. Една
вистина добра финансиска поддршка токму на извозот на македонските производи. Годинава ќе се субвенционираат 25 меѓународни и домашни настани каде што ќе имаме промоција на македонското производство. Значи на финалниот производ, пак ќе речам, онај производ кој што иди, односно излегува од државата со додадена вредност, а со тоа имаме и прилив на девизи и зголемување на бруто домашниот производ. Неодамна во Словенија, ама на Горешки брда, видов едно прекрасно уредена виноград и ми рекоа дека флаша вино од таа реколта и од таа винарија во Максим, најрепрезентативниот париски клуб, се продава 250 евра. Кога тој им го кажав на некои мои пријатели, па вика, ти немаш абер, и неколку македонски винари со такви ексклузивни вини се пласирани во светот. Да, точно е, значи има, не би ги именувал, имаме навистина добри македонски винари кои што се пробија, направија бренд на странските пазари и искрено нека не ми се лутат словенците, меѓутоа квалитетот на нашето вино, поготово црвеното, бидејќи тие не се добро таргетирале што им треба, не се пуштат во луксус да произведуваат црвено вино. Тие произведуваат бели вина и пенливи вина. Добро, поштовани гледачи, тоа беше за вас Никола Бабовски. Добивте неколку сервисни информации за оно што се јавија околу субвенционирањето, околу моделите на развојот на аграрот и останува во некое друго време овој голем проект со наводнувањето со Вардарската долина, неискористеноста на водните ресурси и злоупотребите со тие водни ресурси. Јас сум задоволен од тоа што успеав да ве пробудам да не си легнете толку рано. Поштовани гледачи, исто така сум задоволен што еден телевизија се повеќе се гледа и во руралните средини и тоа ни причинува задоволство дека сме блиску до така речените граѓанско, ај се да употребам лоша парабола, граѓанско-селскиот пристап на проблемите кои помалку или повеќе за нас значат некакво општествено милје. Се извинувам за ваквата мала инверзија, но аграрот е аграр. Од тоа и за тоа често одредени држави живеат. Пријатна вечер, ви благодарам Бабовски за гостувањето. Ви благодарам вам, благодарам на гледачите на поставените прашања и навистина не беше ништо провокативно, беше задоволство и према вас и према гледачите да се одговори на сето оно што за ними живот значи. Добро, благодарам. Пријатна вечер.